Заштитата и љубовта кон животната средина се учат уште од најмали нозе. Кога децата се едуцираат зошто е потребно да ја чуваме околината во која што живееме, зошто е важно каде и како се одлага отпадот и зошто истиот се селектира. А особено, колку е значајна заштитата на водата без која што не би имало ниту живот на нашата планета. Во пресрет на Интернационалниот ден на водите, 22 март, Еко-герила Преспа во соработка со ЈКП Пролетер од Ресен и детските градинки од овој град организираа работилница во просториите на јавното предпријатие, на која што најмладите учеа за значењето на водата и како да ја одржуваме чиста. И се вика Веселиот Чашко. Ајде да го поздравиме. Ајде, да му мафниме на Веселиот Чашко. Веселе, не пречека. Имаме овде испарување, види ова морето колку е убаво, така? И сега морето ќе испари, од сонцето топлото ќе испари, гледате, и се прави едно убаво бело облаче, така? Кога ќе се спојат тие облачиња, што ќе се случи? Дождот и снегот ќе паднат на, видете, имаме снег. Кога снегот ќе се стопи. А кој го топи снегот? Сонцето го топи снег, ќе се случи? Вода! Голема вода, а таа голема вода се вика Море! Имавме една работилница каде што се објаснавме како доаѓа водата, од каде ни доаѓа водата, како треба да ја чуваме, како треба да ја заштитуваме и животната средина меѓу другото. И се надевам дека ќе допреме до секој еден жител на градот Ресен и на општина Ресен. Ќе зачуваме животната средина. Претходно имавме некои акции за текстилен отпад во претходната недела, кај што се објаснавме дека како треба да се селектира текстилниот отпад, како да се пакови. Тука гледате два контејнери кои што се специјално за текстилен отпад, веќе се наполнија за недела две. Останавме по еден таков контејнер и во сите училишта и градинки. Се надеваме дека ќе доприме до свеста на секој граѓанин, кај што ќе може да зачуваме и животната средина подобра да секогаш. После работниот дел се спроведе и еко-акција на коритото покрај голема река. Во акцијата беа вклучени децата, родителите, активисти на Еко-герила Преспа и работниот кадар од градинките. Се чистеше и практично се презентираше како отпадот влијае на реките и другите води. А децата имаа можност да видат и на лице место како несовесните граѓани ја загадуваат средината во која што и самите живеат секојдневно. Научија доста, а за тоа ни кажаа и самите. Да чуваме треба. Важна е за тоа што треба да се мијаме, да се капиме, да ги мијаме запчината, рачината и треба да чуваме да не ја трошиме за џабе. И да не ја загадуваме треба, така? Да. Како ти ја чуваш и заштитуваш водата? Ако не ја трошам за глупости, ако ја трошам само за мијање на рацето и за зъбите и за лицето. Ѓубрето каде го фрламе? Во континер, не во река. Водата е здрава да ја пијаме. Ти како се грижиш за водата? Каде го одлагаме ѓубрето? Во континер. Што треба повеќе да пиеме, вода или сокче? Вода. Зошто? Така, здраво. Уште од мали нозе децата се учат како треба да постапуваме и да се грижиме за нашата природна, за нашата земја. Ние имаме вакви повеќе активности, секогаш и во соработка со Еко-герила, со другите еколошки друштва, со ЈКП Пролетер и со сите други општествени институции имаме вакви соработки и ги носиме особено сите дечиња, но особено дечињата од големите групи. Секогаш имаме вакви акции и сами си правиме акции за да ги обележиме овие акции и да му покажеме на децата вистинскиот пат. Овие активности се дел од кампањата Преспа разбуди се за чиста средина, поддржана од програмата ЕУ за Преспа.
како дел од целокупни активности кои што се изведуваат почнувајќи од минатата година и ќе траат се до наредната година. Имаат за цел да го зајакнат и знаењето, моменталното знаење од најмали нозе и со различни целни групи, значи и деца, градинки, и деца во школска возраст, и земјоделци, локално население и сите други чинители од заедницата. Ова се првите активности на овој проект за 2026, а истиот продолжува со слични активности и со други целни групи во Преспанскиот регион.